Во вестите на Канал Вис разговараме со Ристо Велков, председател на регионалниот сојуз на земјоделски синдикати од Струмица, а причината е тоа што од утринава има инспекции од земјоделскиот инспекторат на терен кои што испитуваат кој ги увел доматите кои што од Македонија се извезуваат како домашен производ, а станува збор за увоз зелјучок. Господине Велков, вие со години наназад апелирате и до институциите и до надлежното министерство и инспекторатот дека во земјата, во екот на производството се увезуваат земјоделски производи кои што придонесуваат за намалување на цената на домашниот производ. Како го толкувате ова? Да, увозот на земјоделските производи пред се станува збор за раноградинарски производи, допринесува цените на истите да бидат со пониски цени кои што неодалеку не можат да ги покријат трошковите на нашите земјоделски производители. Имено уште пред 30 на дена, уште со стартот на производството на зелката дојде до нагло паѓање на цена што пак ќе кажам дека за нашиот земјоделски производител не можеше да ги покрие ни основните трошици, меѓутоа еве деновиве сведоци сме од теренот дека нагло почна да се увезува и домат кој што се нуди на пазарот негде по 30 на денари, цена која што неодалеку, пак ќе кажам, не може да ги покрие трошковите на нашиот земјоделски производители, меѓутоа уште повеќе загрижува тоа што не се знае потеклото од каде доаѓаат тие земјоделски производители, уште што е полошо, не се кажуваат во кои лаборатории се прават анализа на истите и со каков квалитет располагаат тие градинарски производи, меѓутоа најзагрижувачката проблематика за нашиот земјоделски производител е тоа што голем број од тие земјоделски производи завршуваат на пазарите надвор од Македонија, а според сето онаа што со сите оние сознања со кои располагаме, не се знае со каков квалитет располагаат тие производи, па цехот ќе го платиме ние земјоделските производители од Македонија, бидејќи, пак ќе кажем, стасуваат на тие пазари под име на македонски производи. Која е целта на овие компании кои што увезуваат домати од странство и ги извезуваат како македонски? Па ако се постави ова прашање на надлежните институции, ќе кажат они дека ние сме членка на Светска трговска организација. Да, меѓутоа мора како институција, Министерство за земјоделие да земе став да ги заштити интересите на нашите земјоделски производители, затоа што секое производство, пред се земјоделското производство во нашата држава достигнува енормни високи цени на производство и мора да се најде начин како и на кој начин да биде заштитен нашиот земјоделски производител во покривањето на сите тие трошоци и да остане некој процент за нашиот земјоделски производител за инвестиции во наредните циклуси на производство, а и за опстанок на самото семејство. Дали вие како представник на земјоделците од овој регион, но и воопшто во државата, имате реагирано до надлежните министерства, до земјоделскиот инспекторат за овој проблем? Па пред се мислам, ако си има една правилна стратегија во самото земјоделско производство и ако имаме здрави институции, мислам неминовно е да земат став дека во екот на производството на било кој земјоделски производител да дојде до ограничување на количини кои што ќе бидат внесени надвор од нашата држава, тоест по потекло од странство, и ако бидат увезени даден дел од земјоделски производи, да биде заштитен нашиот земјоделски производител со соодветни мерки. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас.